Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Добро утро, почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје ќе зборуваме за најактуелната тема деновиве, односно почетокот на изградба на новата клиничка болница во Штип. На оваа тема и за сите информации поврзани околу новата клиничка болница во Штип, мој соговорник и гостин во студиото на Радио Слободна Македонија е доктор Александар Стојановски, директор на клиничката болница во Штип. Доктор Стојановски, добро утро и добре дојдовте во Здравје. Добро утро на вас и на вашите слушатели. Благодарам за поканата и се надевам дека ќе имаме една прекрасна конверзација и информации за вашите слушатели. Така, ќе споделиме некои нови прецизни информации до слушателите поврзани околу проектот на изградбата на новата клиничка болница во Штип. Вчера беше удрен камен темелник, беше најавено дека инвестицијата само во градба чини 30 милиони евра, додека со опремувањето со најсовремени апарати инвестицијата би достигнала и 56 милиони евра. Имаше предвидено и рок за околу 2 години да биде комплетно изградена новата клиничка болница во Штип. Имаше исто така најави дека прв пат се гради ваков здравствен објект во Македонија. Што ја прави клиничката болница Штип посебно и поуникатна од сите останати здравствени установи кои се градени досега? Ви благодарам, што ги дадовте овие почетни информации. Сите ви се точни, она што дадено во форма на инвестиции пари како еден капитален проект на владата на Република Македонија и Министерството за здравство, точно е дека станува збор за 30 милиони само во зграда, скоро дупло 60 некаде во опрема и така натаму. Меѓутоа, оно што би сакал да кажам дека сепак на крајот на краиштата секоја зграда, секоја болница е сепак само зграда без луѓето во неа, нели? Носечкиот темел тука се докторите, сестрите, кои што и сега пожртвувано си работат професионално својата работа. Меѓутоа, до самиот објект што се однесува, она што е битно да се каже е дека ќе биде нешто невидено за овие простори, познато само за западноевропските здравствени системи, медицински центри, токму така, каде што досега спрема проектот на Министерство здравство бе испраќени наши колеги на едукација, се враќаат таму со коментари во стилот дека тоа е нешто невидено, тоа е нешто прекрасно, нешто што треба и ние да го имаме сега и ќе го имаме и ние, значи. Самата болница е предвидена на неколку нивоа, две основни нивоа, при што надземното ќе биде на 3 ката, 2 посебни згради, подземното ќе биде на 4, значи подрум, ниско приземје, високо приземје, први кат, значи тука ќе бидат распределени по најнови, најмодерни стандарди, целокупно нова опрема, лабораторија, стерилизација, кујна, аптека. Предвидено е да биде високоенергетски објект, што значи ефикасно енергетски, што значи заштеда на енергија, при климатизација, грејење, вентилација, автоматско отварање и затварање на врати и светла палење спрема чекирање на пациентот во собата. Ако има во таа соба пациент, значи ќе биде дозволено да се запали светло, да се вклучи грејење, ако не, нема, значи тука ќе биде штедењето, пренасочување и поволно искористување на веќе постојните наши ресурси, тоа се топлата вода од Кежовица, кој што е, како што знаете, минерална вода, и сега постои бањата таму, ќе биде искористена делумно, како што е предвидено со внатрешен резервоар за грејење, делумно ќе биде, нели, санитарна топла вода, што значи на повеќе нивоа ќе биде искористено. Новиот тюб систем, значи, каде што ќе биде
префрлањето на оние лабораториски примероци Така, тоа е еден директно, многу битен момент, прв пат апсолутно. го има во приватни болници, меѓутоа прв пат во јавното Точно. здравство ќе нема директен контакт, чекање. односно нема чекање, Апсолутно. дополнително губење време на лаборантите и сестрите, медицинскиот персонал. Како ќе функционира тој систем, да им го објасниме на слушателите? Па значи тоа е еден можете да го замислите како систем од цевки кој што ќе оди низ целата болница, кој што има внатре негативен притисок и тоа е контролирано од машини заедно со останатиот дел од болницата под заедничка капа на внатрешниот менеджмент систем, кој што е building management систем, каде што се освен овие тюб системот ќе се контролира електриката, осветлението, водоводот, значи откако ќе се создаде, вие го зимате примерокот, го ставате на лице место од пациентот, се зима, се затвара и се става во самата цевка. Заради негативниот притисок веднаш повлекува, значи буквално полетува примерокот, се пренасочува до лабораторија, нема да има потреба човек да го носи, да се губи време, затоа што знаеме дека примероците од крв, од урина, потребно некој да бидат на соодветна температура, на температура на Така, тело. нема да има надворешни Нема влијанија, да има надворешни толку фактори така. во добивањето на попрецизен резултат. Одлично кажавте, значи и во истиот момент лаборантот го добива примерокот, веднаш се работи, примероците ќе бидат поврзани, самите машини во лабораторија ќе бидат поврзани со компјутерскиот систем, докторот на лице место ги добива резултати дури во текот и на самата визита. Значи, зависно од типот на испитувањето што треба да се направи, некои испитувања може да бидат веднаш добиени резултати, некои може малци да се почека, меѓутоа никој како до сега, нели, што треба да се чека, па да се носи, па да се соберат повеќе примероци, па апсолутно подобрување на нивото на квалитетот, Модернизација, и нов квантитетот. стандард во македонското многу здравство. повеќе примероци може да се изработат за многу пократко време, многу побрзо, веднаш да бидат достапни на докторот на кој што му треба тие испитувања дијагностички, за да може понатаму да пристапи кон соодветен третман за пациентот. Доктор Стојановски, болницата ќе се простира, новата клиничка болница ќе се простира на површина од 34.000 метри квадратни. Споменавте деловите како ќе биде составена, ќе биде всушност на 8 нивоа, така е предвидено според планот кој го презентира надлежните власти. Исто така и вие сте запознаени со истото. Ќе ги предпоставувам дека постоечката клиничка болница ќе ги задржи сите специјалности, меѓутоа на толков голем простор предпоставувам ќе воведете и нови специјалности или субспецијалности кои до сега ги немало, тоа дополнително ќе го размислувате, меѓутоа секако дека со планот и со просторот оди и тој план. Да. За нови субспецијалности или специјалности кои до сега сте ги немале во клиничката болница. Токму така, ово што го потенциравте тоа, значи она што ќе го понуди болницата во однос на подигање нивото на здравствената заштита се однесува и до понудените здравствени услуги и специјалистички консултативни услуги кон нашите пациенти со подигање освен на квантитетот и на квалитетот. Што значи бројката на постојните ќе се зголеми, како ќе се зголеми бројката на постојните понуди, ќе се зголеми квалитетот и ќе се воведат нови процедури. Значи, веќе во текот на претходната година ние започнавме, добивме потоа уште еден специјалист, започнавме со неврохируршките процедури. Знаете дека интервентна кардиологија веќе функционира ефективно, имаме голем број на процедури, многу спасени човечки животи, пластично кажано, затоа што токму она што се бориме ние. Да, е пациент да се однесе до Скопје, процедурата да се земе кола до него, до дома, таму да се организира. А знаеме дека за кардиоваскуларни заболувања, кога се во живото загрозувачка состојба, дури минути се во прашање. Во светот бројна смртност, морбидитетот, значи морталитетот е од кардиоваскуларните болести. Ние тука на лице место, значи имаме голем број на човечки животи спасено, извршили многу кардиолошки процедури, го зголемуваме тимот, значи во бројка сега во моментално сме некои тендерски постапки за набавка на опрема во моментов, а и натаму ќе продолжиме да бидат спремни. Така за до едукацијата и до усовршувањето ќе се осврнеме малку подоцна во текот на емисијата. Она што ме интересира на почетокот е колку пациенти ќе имаат бенефит од новата клиничка болница од целиот тој регион. Така, значи само уште ова да би сакал да ви го додам во контекст на претходното прашање.
ние започнуваме, значи, веќе акселераторот се доградува во Штипската болница, веќе имаме еден, сега се завршува и уште еден специјалист онколог. Значи онколошко оделение. Да, значи започнавме веќе во мој термин пациенти за консултативни прегледи, а натаму ќе можеме да понудиме и диагностичко терапевски услуги во новата болница, така да сите пациенти, она најзагрозена, најболна за нас група, канцер пациентите, да не мора да се малтретираат, да доаѓаат во Скопје. По клиничкиот центар, по коридорите да чекаат време да се губи, да се оптоварува Скопскиот центар. Значи бенефит и за нив, и во пат, и во време, и во терапија се. Што се однесува до бројките на ова прашање што го поставите, значи станува збор за источен регион, па и пошироко. Самиот град, болницата, ние сме горди што ќе ја добиеме, меѓутоа факт е дека бенефит ќе имаат со ново воведените процедури. Не само Штип, туку и сите останати од источна и југоисточна. Источниот регион тука, кој што е опфатено спрема здравствената мапа на Република Македонија, Штипската болница треба да покрие некаде околу 250.000 потенцијални пациенти, што значи бројките се фрапантни. Ние поминавме предходната година, значи некои 180.000 пациенти, скоро 60.000 лежички, значи низ нашите амбуланти директно поминуваат. Ние како менаџерски тим во последните 3 години го зголемивме бројот на пациенти затоа што го скративме и времето на лежење на пациентите спрема новите процедури од Министерството Evidence-Based Medicine и процедури за прием и лежење на пациенти, ефикасно користење на лекарства, што значи и третманот, а и воведувањето на нови процедури, така да од некои 100.000 пациенти, 105, 120, оваа година 126.000 пациенти, значи ние го зголемивме спектарот и квалитетот на понудени услуги. Со еден збор, половина Македонија од тој дел од источна и југоисточна Македонија ќе има бенефит од новата клиничка болница. Тука ќе направиме кратка пауза за реклами и ќе се вратиме со овој интересен разговор веднаш по рекламите. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Почитувани, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Денешен мој соговорник е доктор Александар Стојановски, директор на клиничката болница во Штип. Зборуваме за изградбата на новата клиничка болница во Штип, која се планира да биде изградена за околу 2 години. Ке од неа бенефит ќе имаат околу 250.000 жители од овој регион на земјава. Доктор Стојановски, ги слушнавме информациите околу новата клиничка болница, колку ќе чини, на колкава површина ќе се простира. Вие во моментот функционирате и работите во старата клиничка болница. Објектот стар околу 80 години, чинам, таква информација беше споделена вчера со јавноста. Што ќе биде со тој објект во иднина? Па вака сега, болницата има неколку објекти со кои што располага. Главната зграда, значи, во кој што се сместени гинеколошко интерно, ортопедија, хирургија, значи главната зграда, главните оделенија, приемните амбуланти. Зградата е од 37-ма, имаме уште неколку психијатрија, посебно детско, посебно заедно со факултетот имаме тука од другата, значи студентите имат предавања, инфективна неврологија во посебна зграда, психијатрија, изделен објект заедно со Центарот за наркозависници. Сите тие објекти остануваат во користење и пренамена. Сега начинот многу е побитен за нашите пациенти. Зашто? Так. Во текот на изградбата на новата болница, значи старата, се уште ја одржуваме реконструкција. Тоа сакав исто така да ве потпрашам. Додаваме, значи, секои новитети што се однесува не само до апаратура, значи и до реконструкција и реновација. Меѓутоа, како што кажавте, старата зграда е 37-ма, некои се 67-ма, последниот објект е 84-та, изградено инфективното оделение, и си бараат постојано градежни захвати. Меѓутоа, владата го увиде проблемот и нашиот веќе некој деценски сон за нова болница. Така се планираше првично реконструкција, меѓутоа се одлучи да се оди од има тема. реконструкција паралелна,
со што пациентите се уште ќе бидат згрижувани се до изградување до новата болница, пошто потоа во етапи ќе бидат префрлени, што значи нема да има застој во услугите, ќе бидат префрлени во етапи, Така, дали болесни и болни. всушност нема да осетат Нема да трпи пациентите, апсолутно, амбулантите ќе си работат, оперативата си е предвидена. Значи, можеби во еден ден кога ќе треба да се префрлат самата, да речеме, предоперативно, еден ден само би било застој, меѓутоа не е застој со кој што би трпела итната оператива, единствено елективната. Пациентите ќе бидат префрлани во етапи спрема тежината, спрема различни оделенија и во последен акт, значи најтешките пациенти и оперативата ќе бидат последниот ден префрлени, така да континуитетот на работата ќе се задржи. Новата и старата зграда се некои 200-300 метри оддалечени едни од други, така да и нема да биде проблем и транспортот, значи. Она што е битно да се знае дека таа зграда ќе биде задржана и реконструирана од страна на Министерство и пренамената сега за сега неколку планови имаме. Административниот дел кој што ни е сместен, за жал се уште во здравниот дом ќе биде префрлен административниот апарат целокупниот горе, некои од амбулантите што ни се тука во здравниот дом исто така ќе бидат префрлени горе во болницата. Воедно размислуваме и разговараме со Министерството за отворање на центар за палијативна грежа на постари пациенти, гериатриско одделение, така за терминал. Разговаравме со Министерство и за терминални пациенти, значи во терминална фаза, кога обично е битно тука повише грижата за пациентот, нема да речеме кој да се грижи за пациентот, така, нема оперативен кои исклучително во болнички услови се лекуваат. Обично терминална фаза од канцерки пациенти, каде што веќе оперативата не може да помогне, а потребна е терапија и грижа. Денови се броени од неговиот така, ние живот. сакаме да излеземе и на тие луѓе, па и на тие фамилии кои што нели тешко се така, во носат со тие моменти. обично и фамилиите ги трпат најголемите последици и би било добро да има ваков Разговараме центар. со Министерството, ќе видиме како ќе може да го да преиначиме, значи оваа нова зграда, ќе видиме просторни можности, сепак станува збор за болничка зграда која што со реконструкцијата мислам дека може и понатаму да пружа соодветна квалитетна услуга. Бидејќи сме на самиот крај од емисијата уште 2-3 минути, ме интересира околу новите техники кои ги споменавте, новите методи всушност на лекување кои се воведени. Секако тоа оди со испраќање на ваши колеги на доедукација преку проектот за обука во странски болници. Колку колеги до сега од Штипската клиничка болница го искористиле овој проект и биле на едукација? Кај нас речиси половината од доктори имаат заминато во странство, имаат одено на тие едукативни семинари, кои траат по месец, ги организира Министерството, на терет на Министерството. Се благодарни сме затоа што досега тоа беше мисловна именка, докторите се снаоѓаа на различни начини, имаше многу тука кој каде ќе отиде, па највише 3 дена, 5 дена, 7 дена нови едукативни семинари кои што се јавува. Сега станува збор за оперативно дијагностични семинари кои што може, значи, на лице место да се работи, да се усовршува знаењето, ново знаење, нова дијагностика, апсолутно не само предавање. Толку на предавањата се многу битни затоа што ги дознаваме и новитетите. Меѓутоа оно што е познато како hands-on, например, односно со своји раце да фатиш, да работиш во самото, друго е предавање. Повеќе од половината од персоналот веќе има поминато низ овој проект на Министерството. Воедно воведовме повише нови процедури, значи кај нас и доваѓа и доктори од Институт за кардиоваскуларни болести од Дедиње, Белград, Србија, доваѓа со нашите доктори работеа презадоволни, доваѓаат од MAC USA Health Project, веќе трета година поред, одлични односи. На почетокот 30 на доктори, сега доаѓаат скоро по 100 на доктори, остануваат по неколку дена, некои од нив се ставени од мој термин да работат директно со нашите колеги. Значи, усовршување на постојните процедури или самата процедура, да речеме, на оператива, начинот на привршување на оперативата, некои делови од неа, пристапнивни начини на средување, тоа се новини за нас, што значи и самата операција на нов начин би ни овозможила, да речеме, да побрзо да ја завршиме, помалку компликации, полесно пациентот да стане. Така, по најсовремена метода секако, која се работи во еминентни болници. Од Бугарија доваѓа од Токуда, значи, кога се воведе фако методата кај нас. Така, за очи. Голем број на пациенти помина низ нашата оператива,
презадоволни нашите доктори, Но не само презадоволни од Штип, пациенти. како што споменавме во разговорот, доаѓаат и од други краеви на Македонија. Не само од Штип, него, како што знаете, нашиот здравствен систем е отворен. Пациентите може да дојдат и од страна. Ние имаме пациенти од Велес, имаме пациенти од Битола, од Охрид доаѓа, од Тетово доаѓа, за оператива се јавуваат, значи ги прифативме сите колку што може. Министерството имаше разбирање и од почетните некои 300 леки кои што беа предвидени тендерски, сега се над 1000. Значи Министерството излегувате во пресрет на сите ни дава пациенти од цела поддршка Македонија. финансиска, ние организационо ја поставуваме и токму така излегувме во пресрет на потребите на пациентите од целокупниот овој источен регион и пошироко. Се надеваме дека со клиничката болница уште повеќе ќе го, со новата клиничка болница која вчера почна да се гради, уште повеќе ќе го зголемите опфатот и дека не само овие 250.000, дека над 300.000 пациенти би можеле да дојдат и да добијат соодветна здравствена услуга, секако вашите врати ќе бидат отворени. Токму така, веќе со Министерството разговараме паралелно да бидеме спремни со добивање на нови вработувања, што се однесува до појачување на кадрот, персоналот, кој што би бил навремено. Знаете дека еден доктор му се потребни 5 години специализација, потоа обуки, усовршување, додека да почне да работи самостојно, нели, а сестри кои што ќе пратат работата, значи на еден доктор некаде треба 2 до 3 сестри. Да речеме еден оперативец, ќе треба инструментарка, помошни инструментарка, така, додека се гради болница, да паралелно ќе работите на токму така тој процес. И да можеме на тој начин ние да понудиме и повише услуги, нови услуги, поквалитетни услуги за поголем број на пациенти. Ви посакувам успех во плановите и да се реализираат зацртаните планови. Ви благодарам што одвоивте време и што ги споделивте овие слушатели со овие информации со слушателите на Здравје на Радио Слободна Македонија. Благодарам за поканата и само уште една мисла на крајот, што ја спомнавме при отварањето на болницата, беше убава мисла од еден од посетителите, како што рекоа, убаво е вие да пружите за пациентите, нели, лекување, но се надеваме во оваа болница повеќе се раѓаат нови дечиња и дечиња, значи за убаво отколку да се лечат пациенти. Сушност тоа е вашата специјалност, гинеколог, да. И дека исто така ќе го модернизирате и нов тоа живот оделение. На смена, тоа е нешто најубаво, значи за самата фамилија, луѓето се радуваат, нешто што знаете секој од нас најголема среќа и за човекот, поединецот и за општеството. Ви благодарам уште еднаш и ви посакувам искрено остварување и реализирање на вашите планови. Благодарам. Почитувани е тука и крајот на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев, техничка реализација Далибор Зафировски. Денеска сме петок 4 март 2016 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба со Здравје во понеделник во 9 часот и 5 минути. Од мене до слушање и убав викенд. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија.